Православниот христијански празник посветен на светецот Свети Василий Велики, христијаните ќе го празнуваат според вообичаените обичаи и традиции во кругот на семејството и пријателите, полни трпези со храна и вино, се меси липче со паричка, а во некој мала по традиција се палат и васеличарски огнови. Од православниот црковен храм Свети Великомачени Ѓорги, ѓакон Димитар Арсовски упати апел до сите верници да не палат оган, бидејќи таквиот обичај не го признава Македонската православна црква. Како што знаеме, кога учествуваме споменот на Светиот Василий Велики, повеќето семејства па и колективи имаат обичај да го прекршуваат лепчето со паричката. Именно овој обичај е испрвен и признат од православната црква и од православното предание, но сепак она што не загрижува како свештенство е палењето на таквите, да речеме, василичарски огнови, прославата на самиот празник. Знаат да мина тоа на црвена линија на нормално и достоинствено христијанско однесување. Значи апелираме доколку го празнуваат овој празник, сето тоа да биде тивко, достоинствено, скромно пред се, како што доликува на православни христијани, да не се собираат по огновите каде што, да речеме, се претерува со конзумирање на храна и на алкохол, туку сето тоа да биде достоинствено, молитвено и скромно. Ѓакон Арсовски ги информираше верниците и за славата на манастирот Свети Василий Велики на Пониква и воедно ги покани заеднички да присуствуваат на литургијата која ќе започне во 8 часот наутро. Исто така, како секоја година, така и ова во манастирот посветен на Светиот Василий Велики на Пониква, ќе се одржи света божествена Василиева литургија токму во чест на Светиот Василий Велики. И неко поконкретно за житието на светецот Василий Велики тој додаде: Имено како што знаеме од житијата и од тогашната традиција во времето кога живеел Богомладенецот Христос, на 8-миот ден првите, односно новородените дечиња биле водени во храмот каде што биле обрезувани и им биле давани имињата. Така и нашиот Господ и Спасител Исус Христос, да го запази старозаветниот закон, бил воден во храмот каде што за прв пат претрпел, да речеме, телесна болка. Многумина свети оци зборуваат дека иако тој безгрешен сепак бил подложен на обрезание, односно на телесна болка, како еден показател за сето она што треба да се случи, односно дека тој со својата крв ќе пострада заради нас луѓето и заради нашето спасение. Во недела пак голем број граѓани се собираат со своите друштва во кафеарите и локалите во градот и ја прославуваат православната нова година, кај нас позната како Стара Нова година.